Добар ден во Дневникот во 16:30. Ево кој настани дадоа белек на денешниот ден. Во општина Карбенци се реализира програмата за патно поврзување на повеќе села. Градоначалникот вели дека асфалтирањето се одвива континуирано и според изготвен приоритет. Финишираат последните активности за изградба на 6 нови училници во Делчевската гимназија Методи Митевски Брицо. Се помал е бројот на оние семејства кои може да си дозволат еднонеделен одмор надвор од државата. Парите одат за сметки, велат краѓаните. Се асфалтира улицата Тодор Коларов. Асфалтирањето на оваа улица е од големо значење и предуслов за започнување на градежните активности на клиничката болница во Штип. Според стандардите, приот до ваков здравствен објект треба да се обезбеди со обиколница, а улицата која се асфалтира е дел од таа обиколница. Во општина Карбенци пак се реализира програмата за патно поврзување на повеќе села, но не помалку се работи и на средување на калливите улици во повеќе населени места. Градоначалникот вели дека асфалтирањето се одвива континуирано и според изготвен приоритет. Во општина Карбенци се реализира програмата за патно поврзување на повеќе села, но не помалку се работи и на средување на калливите улици во повеќе населени места. За жителите ова е добра вест, бидејќи до пред неколку години повеќе села во оваа општина беа одсечени од светот. Градоначалникот вели дека асфалтирањето се одвива континуирано и според изготвен приоритет. Си ги санираме црните патчиња, односно тие макадам патчиња што ги викаат, до сега се санирани до село Габер, до село Курфолија, денеска го завршивме село Карбенци и село Козјак, продолжуваме за Долно и Горно Трогерци да санираме, колку што можеме, нели, земениот пат. Потоа ќе се вратиме во Кипеклија, Ебеплија, Парналија и Калузлија. Сепак подвиг за оваа локална власт ќе биде доколку успее во овој мандат да отпочне со реализација на патното поврзување меѓу Карбинци и Зрновци. Со изградбата на патиштата во голема мерка ќе им се олесни животот на тамошните жители и истовремено ќе се обезбеди полесна и побезбедна комуникација со соседните општински центри. Во Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо во Делчево финишираат последните активности за изградба на 6 нови училници, кои се градат во рамки на меѓуграничниот проект за социјална кохезија помеѓу Делчевската гимназија и училиштето Кузман Шапкар од Благоевград, Република Бугарија. Во Делчевската гимназија Методи Митевски Брицо финишираат градежните активности за изградба на 6 нови училници, кои се градат во рамки на меѓуграничниот проект за социјална кохезија помеѓу Делчевската гимназија и училиштето Кузман Шапкарев од Благоевград, Република Бугарија. Надворешниот и внатрешниот дел на училниците речиси во целост е завршен, а во текот на летниот период ќе биде поставен и неопходниот технички инвентар кој што ќе биде наменет за училишните клубови кои што ќе бидат формирани. Во летниот период, јули-август, е предвидено целосно да бидат опремени со школски клупи, со столчиња и со сите оние потребни материјали како што се односно електронска табла ќе добиеме за смарт табла за интерактивна настава во нашето училиште, ќе добиеме LCD, 2 LCD проектори и ќе добиеме 15 компјутери кои што ќе има возможност на сите ученици кои што ќе се запишат во нашето училиште да имаат и за тие веќе што се во нашето училиште да имаат поинтересна, односно поквалитетна настава. По целосното опремување на овие училници, училиштето од септември стартува со едносменско работење. Со завршувањето комплетно на овие 6 училници, ние имаме услови од 1 септември во нашето училиште наставата да се одвива во една смена, бидејќи до сега наставата се одвиваше во 2 смени, а од 1 септември наставата ќе се одвива во една смена.
Инаку изградбата на 6 нови училници ќе значи и нова можност за учениците кои што поседуваат екстра таленти. Тие заедно со своите врсници од Благоевград ќе работат на проекти чија примарна цел ќе биде токму социјалната кохезија помеѓу двете училишта. Министерството за економија објави јавен повик за избор на најдобри бизнис идеи под мотото "Биди перспективен, започни свој бизнис". Право на учество имаат студенти и млади предприемачи на возраст од 18 до 30 години. Согласно програмата за конкурентност, иновации и предприемништво за 2015, Министерството за економија објави јавен повик за избор на најдобри бизнис планови под мотото "Биди перспективен, започни свој бизнис". Проектот се реализира во соработка со Агенцијата за поддршка на предприемништво и Министерството за образование и наука. Право на учество имаат студенти и млади предприемачи на возраст од 18 до 30 години. Секој учесник на надпреварот за најдобри планови за почнување на бизнис има право да аплицира само со еден план, со кој истовремено може да учествуваат најмалку 4 лица. Апликациите може да се поднесат на македонски јазик или албански. Форумот Лидерфест 2015, што вчера започна во Делчево, денеска продолжува со реализација на дводневната програма во Пехчево и Берово. Иницијативата за одржување на Лидерфест 2015 е поддржана од проектот на USAID за адаптација на земјоделството кон климатските промени и од мрежата за рурален развој на Република Македонија. И локални акциони групи од Македонија да станат дел од големата Лидер програма која овозможува искористување на европските фондови. Беше главната цел на првиот Лидер фестивал кој во претходните 3 дена се одржа во Делчево. На форумската сесија учествуваа 4 локални акциони групи од Пелагонискиот, Струмичкиот и Пијанечко-Малешевскиот регион, кои ги доби инструкциите од чешките представници. Главната цел беше да се вмрежат локалните акциони групи и да се воспостави билатерална соработка, преку која локалните акциони групи од Чешка ќе го представат искуството кој го имаат 10 години со аплицирање на проекти во интерес на руралните средини. Се со цел да се инволвираат што повеќе фирми, што повеќе невладини организации, што повеќе општини од Република Македонија, за да се подготват за имплементација на ваков вид на проекти, за да ја подобрат, значи да ги подобрат условите на живот во локалните заедници. Последи вмрежување, односно конкретни акции и договори помеѓу локалните акциони групи од Република Македонија и од Република Чешка. И искрено се надеваме дека ќе излезат заклучоци, кои што заклучоци ќе ги испратиме како до Министерството за земјоделие на двете држави, така и до Европската комисија, а тука ќе имаме придобивка, значи за добивање на проекти при идните повици од оваа мерка на Европската унија. Македонија ја има можноста од наредната година да аплицира за европските проекти преку локалните акциони групи за промовирање и економско развивање на руралните средини. So Macedonia is now in the Македонија е во процес на подготовка, се надеваме дека овој пат ќе биде малку побрзо сето тоа, и она што е добро што ваквиот начин може да го користите за користење на средства од различни баџети, не само од европскиот, туку и од локалниот и од националниот буџет. for the regional, for the local. But the main idea behind the whole Меѓутоа, значи целта на овие програми, без разлика за која мерка се работи, во која земја се работи, сепак е помагање на економскиот развој на руралните области, во смисла да се задржи руралната популација во руралните региони, да се отворат нови работни места, значи да се отворат можности за развој различни и со сето тоа некако да заживеат повеќе овие региони во сите делови на Европа. На вториот ден од Лидер фестивалот во градскиот парк во Делчево, локалните акциони групи и производители од неколку региони од Македонија на отворени штандови ги изложија своите ракотворби и производи. Ја негуваме традицијата на македонскиот вес, еве вака можете да видите, плетени работи, рачна изработка на еве вака пример црквички, еве ова сликање на бакар, сликање на стакло, на порцелан. Овде сте присутни со еден мал дел на наши производи, органски производи, потекло од Мариово. Благодариме на домаќиниве што не поканија на овој прв фестивал на лагови во Република Македонија. Се надевам дека следниве години ќе прераснат во традиција овој фестивал. Првиот Лидер фестивал воопшто во Македонија, кој се одржа во Делчево, беше во организација на Делчевскиот центар за застапување со поддршка на општина Делчево и USAID.
Се поретки се оние семејства кои може да си дозволат еднонеделен одмор надвор од државата, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. Помалку пари даваме за храна, повеќе за комунали, се жалат граѓаните. Само околу 1/3 домаќинства во земјава имаат доволно пари да си дозволат еднонеделен одмор во текот на годината, а само 4% да го заменат мебелот во станот, покажуваат резултатите од анкетата на Државниот завод за статистика. Граѓаните со јасен став дека поголемиот дел од семејниот буџет се троши на комунали и основните прехранбени производи, а ретко доаѓа ред за обновување на гардеробата. Ја мислам дека повеќе пари даваме за комунали отколку за храна. Комуналите, ако не ги платиш, одма ти дојде извршител, вака ќе стискаш колку толку да го поминиш месец. А за облика доаѓа ли ред? Тешка работа, поготово за нас возрастните, тешка работа. За дечињата некако, али и тоа не иде више. Повеќе даваме пари за ово комунали. Да. А за облика доаѓа ли ред? Не, ретко. Ретко тоа у 2 години земе нешто. Не доаѓа ред, не останува за облека. Податоците на Државниот завод за статистика покажуваат дека во 2012 година храната зафаќала 39,8% од вкупната потрошувачка на домаќинствата. Во 2013 се искачила на 43,2%, а во 2014 година веќе се намалила во споредба со минатите години. И домаќинствата за храна одвојувале 37,2% од потрошувачката. Потрошувачката за станарина, вода, електрична енергија и за газ во 2014 година е зголемена и изнесува 15%, во споредба со претходните 2 години кога било околу 13%. Инаку, Македонија со просечна месечна нето плата од 354 евра е на самото дно во Европа, кога станува збор за месечна исплатена плата по глава на жител. Во село Селце Штипско утре со почеток во 9 часот ќе се осветува камен темелник на црквата Димитрија Победоносец. Жителите за прв пат ќе добијат црковен храм. Во ова село има 120 постојани жители, 95% од населението се од муслименска вероисповед. Како дел од програмата на Штипското културно лето, вчера во уметничката галерија Безистен имаше изложба на акварели на Иван Сулев, а театарската група на Основното училиште Славејко Арсов на сцената Дом на млади се представија со необична представа насловена и девојчињата играат фудбал. Во рамките на програмата за Штипско културно лето 2015 синоќа во ист термин со почеток во 20 часот беа реализирани 2 настана. Едниот во уметничката галерија Безистен, а вториот на сцената на Дом на млади. Првиот настан се однесува на изложба на слики на уметникот Иван Сулев, кој истакна дека ова му е 20-та поред изложба и тоа трета тематска на која се изложени акварели. Ланска година во Кавадарци имав за културно кавадарска есен. Тамо после во Домот на културата во Штип само еден дел. А тука сум застапен со 140 акварели. На сцената на Дом на млади ученици од Општинското основно училиште Славејко Арсов ја одиграа представата и девојчињата играат фудбал. Станува збор за проект кој е финансиран од владата на Република Македонија за популаризација на театарот кај младата популација. Представата е реализирана со професорите по македонски јазик и литература од Општинското основно училиште Славејко Арсов и режисерот Никола Ристов. Сето тоа испадна една убава представа која што навистина децата знаеја, умееа да ни ја прикажат во едно убаво светло и сите вака доживаме во неа. Освен на Штипско културно лето, дали во иднина ќе се игра повторно? Па да, се надеваме дека ќе има оваа представа, денес премиерно, дека ќе исто така играме пред друга публика и пошироко, ќе конкурираме како проект на други фестивали да настапиме и да се представиме со оваа убава представа. Уште една представа под покровителство на владата на Република Македонија ќе се одржи во понеделник. Насловена е како Снег во јуни и реализирана од учениците и професорите од Општинското основно училиште Гоце Делчев. И оваа представа ќе се прикаже на сцената на Дом на млади. Рускиот председател Владимир Путин оцени синоќа дека Западот не успел во намерата да го подели руското општество со воведување економски санкции. Во говорот на состанокот на председателскиот совет за безбедност, Путин рече дека Западот сака да ја казни Русија за нејзиниот независен курс.
Путин истакна дека одлуките на Европската унија да ги продолжи санкциите кон Русија до јануари едната година и американските предупредувања за нови мерки се сигнал дека не треба да се очекува од геополитичките противници во догледно време да го ревидираат својот став. Бројот на жртвите од бродоломот кај Филипините е најмалку 59 лица. Фериботот Нирвана се преврте во четвртокот на 200 метри од пристаништето на градот Ормок, 20 минути по заминувањето. Судот требало да го смени курс до островот Камотес, но големите бранови го превртеле при излегување на отворено море. Според податоците на крайбрежната стража, новите тела на загинатите беа пронајдени откако потонатиот ферибот бил изваден. Групата Исламска држава упатила закани за напади во Велика Британија на 7 јули, пишува италијанскиот весник Република. На 7 јули се навршуваат 10 години од бранот напади во лондонскиот транспортен систем. На тој датум во 2005 година, четворица британски државјани од пакистанско потекло се разнесува во метрото и во автобус на градскиот транспорт во Лондон. Одговорноста за тогашниот напад ја презеде Ал-Каеда. Најдобриот светски тенисер Новак Џоковиќ успеа да се пласира во осмина финалето на Вимболдон, откако во третото коло го победи Бернар Томич со 3:0 во сетови. Негов ривал во понеделник во следната рунда ќе му биде Кевин Андерсон. Пласман во осмина финалето по триумфот во мечот што се играше 5 сета, оствари и Денис Кудла, кој со 3:2 во сетови го победи Сантјаго Джералдо. Предходно осмо финалето го изборија Стан Ваваринка, Давин Гофин, Ришар Гаске и Ник Киргисон. Кај жените Пласман во осмина финалето со победите во денешните мечови од трето коло остварија Венус Вилијам, Викторија Азаренка, Марија Шарапова, Зарина Диас. Перо Антич официјално потпиша 2-годишен договор со можност истиот да биде продолжен за уште една сезона во турски Фенербахче. Освојувањето на титулата во домашниот шампионат и атак за пехарот во Евролигата се целите на Антич. Крилниот центар во Истанбул беше представен како голема звезда, играч кој доаѓа од НБА лигата и кој во својата биографија има 2 триумфа во најсилното клубско надпреварување во Европа со грчки Олимпијакос во 2012 и во 2013 година. Антич имаше договор со Атланта Хокс, кој официјално заврши пред 2 дена, пошто не чекаше многу за да најде нова средина. Чест ми е што сум дел од тимот на Фенербахче, сакам да играм во тимови кои имаат високи цели и чии амбиции се освојување на титули. Поканата на тренерот Желко Обрадовиќ дојде во вистински момент, беше токму тоа што го посакував, поради што не можев да ја одбијам. Истовремено близината на Истанбул до моето Скопје исто така еден важен фактор за моето враќање од Соединетите Американски држави. Верувам дека доаѓаат одлични денови за Фенер. The highest goals, all the trophies. Заврши дневникот, видите накрај какво време не очекува, имајте убаво саботно попладне. Бидете со нас и во 20 часот во второто издание на Дневникот на Канал Плюс.